ВМРО ДПМН ќе го кандидира Орце Ѓоргиевски за градоначалник на Скопје на престојните локални избори. Веднаш откако беше соопштена партиската одлука, Ѓоргиевски рече дека е подготвен да го воскресне Скопје. Одлуката ја донесе партиското раководство на денешната седница, а во седиштето на партијата е Далиборка Демјанска. Далиборка, одлуката на ВМРО ДПМН за Ѓоргиевски всушност е и очекувана. Токму така, Марија, со месеци Ѓоргиевски важеше за еден од фаворитите на оваа партија за позицијата градоначалник на град Скопје. Како што кажа веќе и ти, по 2 часа седница на извршниот комитет, тој беше номиниран за кандидат за градоначалник. Одлуката ја соопшти пред новинарите председателот на партијата, кој рече дека Ѓоргиевски ја заслужил номинацијата со тоа што се е покажал како вреден и посветен работник. Да чуеме дел од неговата изјава. Одлуката за Орце се темели на неколку клучни факти. Прво, анкетите покажуваат дека тој води убедливо, дури и 5 пати повеќе од било кое од решенијата што се споменуваат од СДСМ. Второ, одлуката за него е резултат на тоа што тој како градоначалник на Кисела Вода со својата максимална посветеност, работливост и постојано присуство на терен, покаже и докажа дека и уме и сака да работи за граѓаните. Ѓоргиевски пак во својата прва изјава кажа дека е свесен за предизвикот со кој се нафаќа, за околу евентуалните ветувања што ќе ги даде пред изборите. Кажа дека пред се ќе вети дека ќе го исчисти градот, дека ќе го реши сообраќајниот хаос и урбанистичкиот хаос. Да чуеме дели од неговата изјава. Апсолутно сум свесен за девастираноста на градот, за сивилото во кое што владее и во кое што живееме сите скопјани, но исто така сум спремен по завршување на овие избори повторно да го воскреснам Скопје, односно да конечно Скопје стане град за достоинствен живот за сите наши сограѓани, град без делби. Јас ќе останам достапен и близок до сите граѓани во градот Скопје. Не очекувајте од мене салонски политичар, затоа што и во мојата општина, додека раководев изминативе 4 години, покажав дека сум се освен салонски политичар, односно дека сум човек кој што многу често е во населените места, многу често е меѓу граѓаните и секогаш сум подготвен да ги слушам нивните потреби и барања. Така ќе биде и во градот Скопје, ве уверувам во тоа. Извршниот комитет денеска одлучи повторно да ги кандидира актуелните градоначалници на Газибаба, Ресен, Пехчево, Зрновци и Лозово, додека во Карпош ќе биде кандидиран Сотир Лукровски од приватниот сектор. Што се однесува до преговорите што овие денови се водеа со ЗНАМ, Мицкоски кажа дека се договорени во одредени општини каде што ЗНАМ сака да имаат своји кандидати, тие можеби нема да кандидираат свој, но советничките листи ќе им бидат посебни. Паралелно се водат и разговори со Вреди, но за тоа е најавено дека ќе се информира подоцна. Се уште не се знае ниту кој ќе биде против кандидат на Ѓоргиевски во град Скопје од таборот на СДСМ. Од таму најавија дека деновиве ќе го соопштат нивниот кандидат. Се спомнуваат имињата на Каја Шукова, на Андреј Женовски и на архитектот Мишко Ралев. Тие досега објавија околу 30 на кандидати, исто толку се објавени од страна на ВМРО ДПМН, така што се очекува деновиве да се заокружат имињата на сите кандидати за локалните избори. Марија? Далиборка Демјанска известува од седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН.